20 часот го следите централниот дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Во него за најновите информации од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Годинава за изградба на локални патишта издвоени 7,2 милиони евра. Позитивниот тренд на раст на бруто домашниот производ продолжува. Во вториот квартал од годинава се бележи пораст од 2,6%. Министерот Диме Спасов во посета на семејствата од кавадарци, чии домови пред 3 месеци беа пожарени од удар на гром. Годинава за изградба на локални патишта ширум земјава владата издвоила 7,2 милиони евра. Премиерот Никола Груевски потенцираше дека оваа влада ќе продолжи да работи на изградба на што е можно повеќе локални патишта кои луѓето ги користат секојдневно. За изградба на локални патишта ширум земјава, владата годинава издвои 7,2 милиони евра, а досега за таа намена има инвестирано 57 милиони, секаде каде што било приоритетно. Само за годинава предвидени се 46 локални патишта, од кои 24 веќе се завршени, а на 20 во тек е градба. Ова го изјави премиерот Никола Груевски, кој додаде дека 2 од патиштата кои сега се градат до крајот на годинава треба да бидат завршени. По преземањето на власта во 2006 година и не застанавме. Иако еден период бевме критикувани дека многу обрнуваме внимание на локалните патишта, а малку на автопатиштата. Ние обрнавме поголемо внимание на автопатиштата, но го задржавме истото внимание на локалните патишта. Така што досега инвестирани се 57 милиони евра во градба на локални патишта. Изградени се околу 350 локални патишта во должина од околу 700 км. 692 км, ако попрецизно. Груевски потенцираше дека владата се обидува во секоја општина колку што е можно повеќе да изградат локални патишта, затоа што тоа се патиштата кои луѓето ги користат секојдневно. Актуелната власт е фокусирана на овој проблем, за кој во минатото многу малку се водело грижа, додава Груевски. Позитивниот тренд на раст на бруто домашниот производ продолжува. Во вториот квартал годинава и покрај политичката криза во земјава се бележи пораст од 2,6%. Според статистичките податоци, пораст има кај речиси сите параметри. 2,6% раст на бруто домашниот производ во вториот квартал од годинава, покажуваат податоците на државната статистика. Прогнозите за континуиран раст на бруто домашниот производ се остваруваат и покрај политичката криза во земјава. Иако помал во споредба со првиот квартал, кога беше остварен раст од 3,2%, стапката на бруто домашниот производ продолжува да расте благодарение на капиталните инфраструктурни проекти, извозот поттикнат од странските инвестиции и зголемената потрошувачка, наведуваат експертските анализи. Аналитичарите проценуваат дека создавањето услови за нови работни места придонесува за макроекономска стабилност, а надлежните најавуваат продолжување на економските политики во насока на уште поголем раст и развој. До крајот на годината треба да се инвестираат уште 30 милиони евра, така што тоа е одлична шанса за компаниите, за домашните компании. Ова е пред се овие мерки, овие кредитни линии, овие поволности, овие субвенционирани камати од страна на државата се наменети за домашните фирми и за домашната економија со цел директна помош на домашната економија и на домашните фирми. Статистиката покажува пораст кај речиси сите параметри. Генератор на економскиот раст во вториот квартал се финансиски дејности и дејности на осигурување од 13,8%, стручни, научни и технички дејности, административни и помошни услужни дејности од 12,6%, додека градежништвото бележи зголемување од 6,2%. Во овој период, извозот на стоки и услуги номинално се зголеми за 8,3%, а увозот на стоки и на услуги забележа раст во номинален износ од 2,7%. Во последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд се нотира дека економскиот раст годинава ќе биде 3,2%, но како ризици остануваат домашната политичка состојба, како и кризата во Грција. Според Светска банка пак, македонската економија годинава ќе има раст од 3,5%, следната од 3,8%, а во 2017 година ќе достигне и 4%.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ги посети семејствата од Кавадарци, чии куќи пред неколку месеци ги зафати пожар, во кој 6 семејства имаа значително оштетување на нивните домови. За целосна реконструкција на трите куќи беа обезбедени 30.000 евра. Завршена е обновата на кровната конструкција на трите куќи во Кавадарци, во кои пред 3 месеци удри гром. Сега веќе се создадени условите за нормално живење. Во обновата на домовите помогнаа централната и локалната власт заедно со бизнис секторот. Министерот Диме Спасов заедно со градоначалникот Александар Панов денеска во посета на овие семејства. Вкупно се обезбедија околу 30.000 евра за целосна реконструкција на трите куќи во кои што, како што кажав, живеат 6 семејства. Веќе последиците од пожарот се целосно санирани, слободно можам да кажам дека овие семејства може да имаат комотен и удобен живот. Ги надминавме последиците од ужасниот пожар. Централната и локалната власт задоволни од тоа како донираните средства се искористени во процесот на способување на домовите за живење. Задоволство констатирав дека се обезбедени нормални услови за живење. Има уште некои мали ситници кои што ќе ги решиме со едно семејство, еден ПВЦ џам, кој што на трошок на локалната самоуправа ќе успееме наредниот период да го завршиме, со тоа да сите три семејства, односно сите три дома, каде што живеат повеќе семејства, бидат крајно задоволни. Пред 3 месеци, од удар на гром, опожарени беа домовите на 6 семејства. Бизнес секторот донираше средства за поправка на покривот. Министерството за труд и социјала на секое семејство му додали по 60.000 денари. Со средства од локалната каса помогна и општина Кавадарци. $3.500 семејства во социјален ризик ја користат стипендијата за роми и средношколци. Владиниот проект за нивно стипендирање има за цел поддршка и мотивација на овие ученици и нивните семејства. Во октомври оглас за нови 670 стипендии. Околу 3.500 ромски семејства, чии деца се средношколци, досега ги искористиле стипендиите за ученици во средно образование, кои представуваат финансиска помош за олеснување на образовниот процес. Стипендирањето со проектот за условен паричен трансфер се одвива со одлична динамика, изјави премиерот Никола Груевски. Покрај парична поддршка на семејствата, проектот има за цел дополнително да ги стимулира самите ученици редовно да посетуваат настава. Тоа е проект што ние го воведовме, откако претходно го ветихме на изборите. Го воведовме и најде на голем одглас. Имено стипендии добиваат оние категории на лица на кои што имаат деца средношколци, се приматели на социјална помош, а немаат други ученички стипендии. Практично единствениот услов е ученикот редовно да оди на настава. Овој дополнителен мотив за продолжување на образованието во средно училиште е од особена важност, нагласи Груевски, бидејќи во минатото процентот на деца од ромската популација кои не го завршуваа средното образование беше огромен. Мене ме радува што сега веќе масовен е бројот на деца што одат во средно образование, а се поголем е бројот на млади роми кои што се запишуваат на факултети. Значи бројот на роми што запишуваат и завршуваат факултетот година во година со големи стапки на раст. И мислам дека среднорочно и долгорочно гледано тоа е нешто што ќе ја извади ромската популација од состојбата на сиромаштија на голем процент на ова население. Ваквата финансиска подкрепа за семејствата во тешка материјална состојба продолжува и во иднина. Наскоро ќе биде објавен оглас за нови 670 стипендии. Представници на Унијата на млади сили од општина Демиркапија, Росоман, Кавадарци и Неготино денеска го посетија специјалниот завод Демиркапија. Посетата е дел од хуманитарната акција која тие спроведуваат со цел да донираат облека и храна за лицата со интелектуална попреченост. 4 комитети на Унијата на млади сили од Вардарскиот регион донираа облека и храна за лицата со интелектуална попреченост згрижени во специјалниот завод во општина Демиркапија. Младите го посетија заводот со цел да ги предадат собраните средства од хуманитарната акција, која се спроведуваше една недела низ повеќе општини. Овие комитети собра дел од потребните работи на заводот и денеска ги донира тука во заводот. Хуманоста на Унијата на млади сили е пред се. Да подсетиме само изминатиот период, Унијата на млади сили организираше голем број на хуманитарни активности, не само овдека во Демиркапија, туку низ целата
територија на Република Македонија. Директорот на јавната установа го поздрави хуманиот гест на подмладокот на ВМРО ДПМНЕ, кој преку хуманитарните акции промовира граѓанско единство и сплотеност. Да се заблагодарам на Унијата на млади сили од општинските комитети од Демир Капија, Неготино, Кавадарци и Росуман, кои еве се искажаа својата хуманост да донираат одредена облека и други производи кои се од особено значење за корисниците. Во заводот во континуитет се работи на подобрување на условите за лицата кои престојуваат таму. Од неодамна се работи и на инфраструктурна обнова на неколку објекти во склоп на јавната установа. Еден запирка 5 милиони денари општина Кавадарци и Министерството за труд и социјална политика инвестираа во реконструкција на објект кој ќе биде дневен центар за лекување на наркозависници. Министерот Спасов, пратеничката Пемова и градоначалникот Панов велат, дневните центри се места каде полесно започнува процесот на рехабилитација. Дневен центар за лекување на зависности наскоро почнува да функционира во Кавадарци. Министерот за труд и социјала Диме Спасов, пратеничката Весна Пемова и градоначалникот Александар Панов во посета на центарот. Велат, дневните центри се места од каде зависниците полесно го започнуваат процесот на рехабилитација. Се работи за проект кој што беше дел од владината програма, кој што е заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика и на општина Кавадарци. Инвестицијата изнесува околу 1,5 милион денари, целосно реконструиран и опремен објект кој што ќе врши психосоцијална поддршка на семејствата и на корисниците на овој дневен центар, индивидуална и тимска работа, исто така работни третмани и поддршка од страна на психолог, педагог, социјален работник. Овој дневен центар ќе работи секој работен ден по 8 часа. 40-тината зависници, колку што се регистрирани во евиденцијата на Кавадаречката полиција, ќе можат да ги користат услугите на стручните лица во процесот на одвикнување на виката за користење на наркотични средства. Реконструкција на еден стар запуштен објект кој што сега е во функција на дел од нашата младина, односно на дел од зависниците кои што ги имаме во Кавадарци и кој што според информациите од Министерството континуирано се намалува, што е еден плод на заеднички напор и претежно работа на самото Министерство и нивното подрачна единица во Кавадарци. Во процесот на реконструкција на објектот инвестирани се 1,5 милиони денари. Парите ги обезбедија Министерството за труд и социјала и општина Кавадарци. Синоќа во театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот се одигра представата Електра во изведба на Македонски народен театар, а во рамки на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Вечерва ќе биде одиграна представата Федра, а фестивалот ќе биде затворен на 22 септември. Во рамки на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби, синоќа се одигра представата Електра, работена врз основа на античката митологија и драмите на Софокли и Еврипид во изведба на МНТ, а во режија на Андриј Жолдак. Ова е приказна за античката митолошка историја за заклетвата и злосторството во едно кралско семејство, но и за тоа како Господ ги казнува децата на нашите деца. Представата истражува колку длабоко е скриена суровоста во човекот, односно во неговата подсвест, која или не постои или е заспана, и во еден момент од минатото на земјата, семејството, човекот, таа наеднаш излегува од него и станува сила која го контролира. Се поставува прашањето колку длабоко се крие суровоста во човекот, еден или повеќе километри, и зошто се луѓето погруби и понасилни од животните и растенијата во одредени ситуации, вели режисерот Андриј Жолдак. Вечерва премиерно ќе биде одиграна представата Федра, копродукција на Велешкиот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот и Словенско младинско гледалиште. Секако двајцата главни актери во оваа представа единствени, значи Васло Зафирчев како Хиполит и нашата гостинка од Словенија, од Словенско младинско гледалиште Маруша Облак, со која се познаваме веќе наназад неколку години, на нашата јавност е позната како актерка која неколку пати има гостувано во нашиот театар. Представата Федра до 3 октомври ќе има неколку изведби, меѓу кои и на Млад отворен театар.
Фестивалот на античка драма Стоби ќе биде затворен на 22 септември, кога ќе бидат доделени наградите за најдобрите. Во нивна чест, Велешкиот театар ќе ја изведе представата Крал Иби. Утре Скопската обиколница ќе биде отворена за сообраќај. Поради временските услови нема да може да продолжи снимањето на францускиот филм. Председателот Иванов за проблемот со мигрантите. Автомотосојузот на Македонија во името на продукцијската куќа Шик Филмс и Мануфактура Продукција информира дека поради временската прогноза која најавува дожд, обиколницата околу Скопје во понеделник повторно ќе биде ставена во употреба. На Скопската обиколница веќе е започнато снимањето на филмот А Фонд на францускиот продуцент Шик Филмс. После 28 септември, снимањето на филмот се сели на автопатот Неготино-Велес, каде во истите термини ќе остане до 23 октомври, а целиот сообраќај ќе се пренасочува преку стариот пат од Велес до Градско. Филмот е акцијска комедија која ги следи доживувањата на едно француско семејство кое тргнало на летен одмор, но возилото им се расипало на автопат и не може да се опре бидејќи е без кочници. Премиерата на филмот се очекува во јуни следната година. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Македонија е обвинувана за ситуацијата со мигрантите, иако тие доаѓаат кај нас од територијата на Европската Унија. За жал, Унијата го заборави Балканот и оставени сме сами со овој проблем, вели председателот Ѓорѓе Иванов во интервју за еден полски весник. Низ Македонија поминува главната рута на мигрантите. Ние трошиме 1 милион евра месечно за да им помогнеме, а само за заекнување на полициските сили трошиме 800.000 евра. Нашите проблеми се резултат на тоа што се случува во Европската Унија. Мигрантите доаѓаат во Македонија од територијата на Унијата, бидејќи никој не ја чува нејзината граница, вели председателот Иванов. Македонија, нагласува Иванов, постапува со мигрантите хумано и им овозможува транзит низ нејзината територија за 72 часа. А од вестите од светот, Европската Унија не може да прими неограничен број мигранти. Нови несреќи при превоз на мигрантите. Предвремени избори во Грција. Министерот за внатрешни работи на Германија Томас де Мезиер изјавил дека Европската Унија не може бесконечно да прима бегалци, туку да прифати само ограничен број. Според него, останатите треба да се испратат во некоја безбедна земја во опкружувањето од кое потекнуваат. Не можеме да ги прифатиме сите оние кои што бегаат од зоните на конфликт или од сиромаштијата и кои сакаат да дојдат во Европа или во Германија, изјавил Мезиер. Според него, Европската Унија не треба да се расфрла со релативно великодушни квоти за прием на имигрантите, туку треба да создаде правни средства за имиграција, со што ќе го ограничи бројот на оние бегалци кои би останале во европските земји. Мезиер предлага и заострување на прописите поврзани со азилот и враќање на бегалците во првата земја членка на Европската Унија во која влегле. Утрово потона чамец во кој имало 46 илегални мигранти во близина на островот Лесбос во Егејско море. Грчката крајбрежна стража трага по 26 лица кои се водат како исчезнати. Според грчките медиуми кон посочената локација, веднаш се упатиле 2 глисери на крајбрежната стража кои успеале да спасат 20 лица. Спасените бегалци изјавиле дека на чамецот имало вкупно 46 лица. Националноста на спасените мигранти засега не е позната. И во Турција во судар на фериброд и брод што превезувал бегалци, загинаа најмалку 13 лица, меѓу кои неколку деца, а 13 се водат како исчезнати. Како што јавија турските медиуми, инцидентот се случил во реонот на Чанак Кале во водите на протокот Дарданели. Бродот со бегалците патувал од турскиот брег кон Грција.
Околу 10 милиони грци денеска гласаат на предвремени парламентарни избори, втори за оваа година. Денешните избори се организираат поради тоа што поранешниот премиер Алексис Ципрас го загуби парламентарното мнозинство по бурни несогласувања во неговата партија околу содржината на последниот договор со меѓународните кредитори на земјата. На изборите учествуваат 14 политички партии и 5 коалиции кои ќе се надпреваруваат за 300 пратенички места. Речиси сите анкети покажаа дека ниту една од партиите нема да го добие неопходниот број гласови за да владее самостојно, што значи дека и следната влада ќе биде коалициска. Гласањето во Грција е задолжително. Изборните места се отворени од 7 часот наутру и ќе се затворат во 19 часот. Првите резултати од гласањето се очекуваат во 21 часот. МЗТ победник на меморијалниот турнир Димитар Ѓоргиев во Кавадарци. Макс Струмица забележа уште еден пораз во СХ лигата, овој пат од Загреб. Во првиот надпревар од Суперлигата, екипата на Борец го победи вториот тим на Металург со резултат 27:26. Актуелниот македонски првак МЗТ Скопје го освои шестиот меморијален турнир Димитар Ѓоргиев, кој изминативе 2 дена се играше во Кавадарци. Штрковите од аеродром со резултатот 83:65 го совладаа Карпош Соколи. Првите 20 минути кога избраниците на Пипан постигнаа разлика од плюс 15 поени, беа најава за победникот на мечот. Освен финалистите на овој турнир учествуваше и домаќинот Фен Индустри како и Куманово. Кај победниците на ефикасен беше Дреноваc со 14 поени, а еден помалку уфрлија Луковик и Стојановски, додека Протек постигна 11 кошеви. За Соколите најмногу придонесоа Казановски со 16 и Соколов со 11 поени. Во битката за третата позиција Куманово со 91:78 го порази домаќинот Фени. Американецот Ли Инграм постигна 18 поени за кумановци, додека Враговик беше стрелец на 19 кошеви за кавадарчани. Петра Матијашевик, натурализираната таеквондо надпреварувачка, го освои првиот медал откако се надпреварува за Македонија. Таа на турнирот Гран При Самсун 2015, што се одржа во Турција, дојде до бронзениот медал. Со овој успех Матијашевик е се поблиску до обезбедување на норма за пласман на Олимписките игри во Рио следната година. За такво остварување потребен е уште еден добар настап, односно обезбедување на уште еден медал на следниот Гран При турнир, на кој домаќин ќе биде градот Манчестер. Дебитантот во СХ лигата, македонскиот представник Макс Струмица, забележи уште еден катастрофален пораз во ова надпреварување. Тие овој пат на гостински терен беа поразени од екипата на Загреб со резултат 42:13. Голманот на Загреб запиша 21 интервенции, а најдобар играч на струмичани беше Ален Куленови кој постигна 7 погодоци. Шанса за поправен Макс Струмица ќе има во среда каде што на домашен терен ја пречекува екипата на Борец од Бања Лука. Челси го победи Арсенал во дербито на колото. Байерн Минхен и Реал Мадрид ја продолжија серијата победи. Пораз за ракометарите на ПСЖ во Лигата на шампионите. Меѓународен спорт. Актуелниот шампион во англиската премиер лига Челси победи во дербито на колото со 2:0 против екипата на Арсенал. Гостинскиот тим последните 10 на минути ги одигра со 2 играчи помалку. Манчестер Сити го запиша првиот пораз во сезоната. Тие на домашен терен загуби од Вест Хем со 2:1. Вест Хем во досегашниот тек на сезоната забележаа победи и против Арсенал и против Ливерпул и сега се наоѓаат на втората позиција на табелата, на која и покрај поразот Сити остана првопласиран. Во германското првенство Байерн Минхен славеше победа од 3:0 против Новоилијата Дармштат на гостински терен. Нивниот најголем конкурент за титулата Борусија Дортмунд својот меч ќе го одигра денес против Бајер Леверкузен на домашен терен. Во Италија во ефикасен надпревар екипата на Милан го победи Палермо на домашен терен со 3:2. Ова е втора победа за нив во 4 надпревари. Во премиера Реал Мадрид минимално ја победи екипата на Гранада со 1:0, а актуелниот шампион на Шпанија Барселона својот меч ќе го одигра денес против Леванте.
Еден од главните фаворити за освојување на овогодинешната ракометна лига на шампионите и екипата на ПСЖ загуби на гостувањето кај Фленсбург. Најзаслужен за победата на германскиот тим беше расположениот Егерт кој постигна 13 погоди од 16 удари. Надпреварот заврши со резултат 39-32. Вешпрем испушти победа во надпреварот во Полска против Висла. Двата тима ги поделија бодовите, а крајниот резултат на мечот беше 27-27. Во останатите надпревари Бешикташ Целје 24-30, Мешков Брест Војводина 34-22 и Порто Татран Прешов 33-23. Себастијан Фетел стигна до втората победа во сезоната на трката за големата награда на Сингапур. На единствената трка во календарот која се вози во ноќни услови, тој тргна од пол позицијата и не го испушти водството во ниеден момент. Друштво на пиедесталот му правеа Даниел Рикјардо и Кими Рејконен. Актуелниот шампион Луис Хамилтон поради технички проблеми пред време ја заврши трката. Во генералниот пласман британецот останува на првата позиција со 252 освоени бодови. Нико Росберг има 211, а Фетел 203. Следната трка на календарот на Формула 1 е за 7 дена на патеката Сузука во Јапонија. Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност и врнежи од дожд во попладневните часови. Веќе од утре со почетокот на новата работна недела не очекуваат значително пониски температури. Да ги погледнеме деталите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.